скоро 2 години откако прв пат слушнавме за него, Mazda ги објави спецификациите на новиот Skyactiv X мотор. Тој со комбинирање на дизел и бензински циклусна работа и степен на компресија од дури 16,3 спрема 1 има за 30% помала потрошувачка. За почеток ќе се вградува само во Mazda 3, која со него ќе се задоволува со минимални 4,3 литри гориво на 100 поминати километри. Соодветно и емисиите на јаглеродиоксид му се намалени на само 96 грама на километар, но според старите норми. Според новите WLTP стандарди, просечната потрошувачка му изнесува 5,4 литри, а емисиите 122 грама јаглеродиоксид. Перформансите при тоа воопшто не му се загрозени. Напротив, тој од 2 литра работна зафатнина излекува 180 конски сили и 224 ньютон метри максимален вртежен момент. Стандардно со него во пакет доаѓа и благ хибриден систем кој работи на 24 волти. Mazda 3 со својот агрегат ќе биде на располагање во хеджбек и седан изведби со мануелен или автоматски менувач и погон на предните или сите 4 тркала. Првите испораки се предвидени за наесен, а цените официјално не се објавени. Паралелно со електрификацијата, следен проект на кој работи Mazda е развојот на сосема нова Skyactiv 3 генерација мотори. Тие се предвидувани за 2025 година и треба да емитуваат просечни 65 грама на километар јаглеродиоксид.